Добар ден. Ова е најавата за четвртата епизода Просторитет. Многу се радувам што се враќаме со нова епизода. Помеѓу третата и четвртата епизода ми се случија некои работи кои што ми оневозможија да бидам во форма и да имам инспирација за да снимам, се повредив ногата и некои останати други проблеми за кои ќе разговарам во иднина на Просторитет. И многу ми е мило поради тоа што со една моја другарка која разговарав после третата епизода ми рече: "Продолжувај, не се откажувај, ние сме генерација што има commitment issues, ќе направиме нешто 2-3 пати и се задоволуваме." Така да поздрав до неа. Еве ме, продолжувам Просторитет четврта епизода. До сега ми е најдрага заради тоа што е многу важна за моето ментално здравје, бидејќи стварно не бев на баш најдоброто место изминатиот период. Но тоа е тоа, не може да снимаме само кога се чувствуваме добри и инспирирани, треба да работиме и кога не се чувствуваме баш најдобро. Веројатно така е во сите сфери, па и во ова. Што е просторитет за оние што се приклучуваат покасно? Просторитет е потреба за напредок во определен простор. Тој простор е умот, тој простор е домот, тој простор е општеството, тој простор е Македонија. Просторитет е емисија што го истражува животот од нашето раѓање па се понатаму во сите фази кои се композит на нашиот живот во определен простор, односно во средината во која што живееме во Македонија. Наредната епизода Просторитет се надоврзува на претходната секако и станува збор за прозборувањето. Како прозборуваме? Од што зависи прозборувањето и кои се најважните фактори во целиот тој процес. Но оваа епизода може на некој ќе им биде слична на втората епизода, бидејќи повторно поставуваме многу интересно прашање. Но за разлика од прашањето за мекиците кое што нема одговор, ова прашање има многу одговори кои што се различни, а сите се точни. Прашањето е како сме прозбореле без да ја знаеме азбуката. Оваа епизода Просторитет е поддржана од Зборци, здружение кое има за цел да промовира и создава нови зборови во македонскиот јазик, и од Логомотива, логопедско друштво, можеби најдоброто логопедско друштво во Македонија, чии собственички се Марија и Сања и се пример за тоа како треба да се работи со деца и како изгледа еден човек кој што си ја обожава својата професија и го прави тоа што го сака. Дополнително, како и во претходните епизоди, нашите поддржувачи Виктор Славковски, Feng Shui Buddha Shop и Новбран. Голем поздрав до вас. Ова е Просторитет епизода број 4, во различен формат од сите претходни, можеби најдинамичната епизода. Споделувајте не, срцнувајте не, коментирајте и поддржувајте не. Се надевам ќе ви се допадне епизодата. Тоа е тоа. Поздрав! Како прозборевте без да знаете азбуката? Па, Да не ви пречам само тука. не, слободно. Па пред се, искрено, како и секој друг, јас мислам дека не се сеќавам на тој момент, нели, во детали, за како сум... Тука само да не прозборил, загоре малку. без самата, нели, да знаејќи самата азбука. Но мислам дека секој, поединец, почнува да збори со тоа што повелете. фала Богу. На време стигнавте. Живејте. Така. Секој поединец прозборува, мислам дека најпрво тоа што го слуша во неговата околина. Тоа значи дека ако поединецот нема околина, поединецот нема да прозбори? Па не мора значи, но тогаш и може ќе нема простор зашто да збори, кога ако нема никој во околината, како тој ќе остане и со кого би говорил, нема вајда со дрвата или со не знам, камењата, со белата техника дома како и да се избори, пошто уште не ни стигнал да види што е тоа зборење. Тоа значи Кога се обидуваш да прозбориш, за тебе се појавува една нова алатка. Зборовите. Наместо да плачеш или покажуваш со прст, сега учиш да кажеш сакам вода или гладен сум. Забележуваш дека кога ги користиш вистинските зборови, луѓето те разбираат и ти одговараат. Зборовите стануваат твој мост кон светот. Но и нешто интересно се случува.
Забележуваш дека не можеш да измислиш своји зборови и да очекуваш дека луѓето ќе знаат што мислиш. Мора да користиш зборови што веќе ги знаат и другите. Зборови што ги научил секој. Така учиш дека јазикот не е само твоја алатка, туку и нешто што те врзува со светот околу тебе. Секој збор што го учиш е символ. Тој представува нешто, но не е самото нешто. Например, кога велиш дрво, зборот дрво не е вистинско дрво, туку символ што ти помага да мислиш и зборуваш за дрвата. Кога велиш мама, тоа не е самата мајка, туку збор што ја представува. Преку овие символи, светот станува појасен. Учењето на зборовите ти помага да ги разбираш нештата што ги гледаш и чувствуваш. Например, сега знаеш дека гладот е чувство, а храната го решава тој проблем. Почнаш да го читаш светот како некој што би читал книга. Но истовремено јазикот ти поставува граници. Да бидеш разбран, мора да ги користиш правилата на јазикот, зборовите, граматиката и значењето што ги прифатиле сите. Ако сакаш да кажеш нешто, мора да го кажеш на начин што другите ќе го разберат. И добро, како сме прозбореле без да ја знаеме азбуката? Па нели сите сме прозбореле пред да ја знаеме азбуката, А, така? Кој има научено, па после да зборува. Ако може еден папагал да научи, зашто да не може ви ние, така? добро. Преку зборовите почнеш да се гледаш себе си на нов начин. Сваќаш дека не си центар на светот и дека има и други луѓе со своји мисли, желби и чувства. Почнуваш да разбираш дека мајката е друг, односно е друга личност со своји потреби. Со јазикот за тебе светот добива нова структура. Секој предмет, секоја идеја и секое чувство добиваат име. Ова ти овозможува да зборуваш, да мислиш и да градиш односи. Но исто така ти покажува дека не можеш се да изразиш или разбереш надвор од јазик. Светот што го познаваш е светот што го опишува јазикот. Еден чичко Лакан вели дека ние сме зборувани од јазикот уште пред да научиме да зборуваме. Зборовете и значењето што ги користат нашите родители, пријатели и општество го обликуваат начинот на кој го гледаме светот. Без јазикот, нашиот свет би бил хаотичен и неразборен. Како прозборевте без да знаете азбуката? Па, искрено не се сеќавам на тоа многу, али најверојатно преку гестикулации, преку самата околина. Родители, пријатели, другарчиња у тоа време, сестра, брат. Извинете, ме бараат на телефонот на секунда. Ало. Нише, седам ти. Како прозборе без да знаеш азбуката? Со тоа што слушав како зборуваат ти околу мене и почнав да правам на и такви работи. Почнав да зборувам слушајќи Собраниски канал со баба ми. Па не сеќам се баш, рекao бих интуитивно, ако слушал сум маму. По начин на слушање, памтење и повторување. Јас прозборев со јазикот. Само сум репродуковал звукови. Како прозборе без да знаеш азбуката? Од звуците од возот. Според мене, прозборувањето е начин на реплицирање на звуците кои што ги слушаме, доколку мислам дека описменувањето е сосема друг процес. Една интересна работа во врска со моето прозборување од приказните што ги имам слушано е тоа дека моите родители секогаш ми зборувале правилно, значи не ми правеле гугу-гага, немало така наречен baby talk. И како резултат на тоа сум прозборела прилично рано, прилично правилно и со конкретни полни реченици. И тоа е стратегија која што јас ја применив со мојата собствена ќерка и како резултат на тоа таа порасна во една прилично елоквентна млада дама. Со тоа што моите ми зборувале како мала и сум ги слушала со повторување. Men Deutsche, du kan mit war Gerard, the Zarac in the Joya Paratme. 5 метри за 3. Напавет. Како знаеше да зборуваш без да ја знаеш азбуката? Дека мајка ми многу ми зборуваше кога бев мала и ми пееше многу. Како сум почнал да зборувам без да знам азбуката? Па веројатно со слушање на гласовите на најблиските. Но можно и со гласовите на политичарите. Тие многу зборува, а и за нив реално многу се зборуваше. Мајка ми ја пееше кога бев у стомак. И како прозборевте без да знаете азбуката? Баба ми пушташе бушава азбука на телевизија.
Добар ден. Добар ден. Како прозборевте без да знаете азбуката? Не ми требаше азбуката, се роди по земја кај што се учеше латиница. После десетина шарено лики одговори од сите страни, точни или неточни, смешни или несмешни, за мене пресмешни, одлучивме истото прашање да го поставиме и на професионалец. Сања, заедно со Марија, се собственички на најдоброто логопедско друштво во градот, а можеби и пошироко. Мојот брат Илија одеше кај нив некое време и главниот проблем што го имав со тоа беше дека не можев да го земам колку му беше интересно во логомотива. Логомотива се пример за како се работи со деца и како изгледа еден човек кој што си ја одбрал вистинската професија и го сака тоа што го прави. Ајде да видиме што ни одговори Сања. Сања, зошто прозборуваме пред да ја научиме азбуката? Краткиот одговор би рекла дека е благодарение на нашата средина со која што сме обкружени и благодарение на човечкиот говор со кој што сме обкружени. А долгиот одговор е дека ако се земе периодот на тргнување во школа како момент во кој што се запознаваме ние со азбуката, односно со тие символи кои што ги представуваат буквите, значи до тоа околу 6-7 година. Фала Богу, до пред 6-7 година слушаме говор околу нас, така што благодарение на слушањето на говорот и на генетската подобност успеваме да прозбориме пред да ја знаеме азбуката. Кои се првите? Чичко Лакан вели дека символниот порок е повеќе од само зборови. Тоа е начинот на кој го градиме нашиот свет. Секое правило што го учиме, секоја идеја што ја споделуваме и секој однос што го создаваме се базираат на символи и јазик. Без јазикот нашиот свет не би постоел како што го познаваме. Ние го зборуваме јазикот, а и преку јазикот сме зборувани. Преку символниот порок учиме дека светот е појасен со зборови, дека ние сме дел од нешто поголемо, дека нашиот свет е изграден преку јазикот. Дека јазикот е нашиот посредник со реалноста и мисли. На крајот, символниот порок е како недокажана приказна која има само почеток, бидејќи секогаш ќе остане нешто некажано, нешто нечуено, нешто нецелосно, нешто недовршено. Во символниот порок, со помош на јазикот, можеме да ја согледаме нашата никогаш достиглива целост. Зашто после секој збор има следен збор, после секоја реченица има следна реченица, после секој символ има следен символ, после секој субјект има следен субјект. И така, од тука до секогаш и никогаш назад. Се што мислиме, чувствуваме или создаваме е посредувано преку јазикот. Тоа е мост меѓу нашите мисли и реалност. Преку него ние го разбираме светот и го градиме нашето место во него. Тоа е нашата најголема приказна. Приказната за тоа што значи да се биде човек.